Вести на Канал 8, добар ден. Источниот регион го започна планирањето на развојот за наредниот 5-годишен период. За таа цел се одржа првата тематска работилница, на која се разгледуваа предлозите и мислењата од општините, невладините организации и од бизнис секторот од регионот. Што е она што треба да добие приоритет за реализација? 11 општини од источниот плански регион се зафатија со подготовка на програмата за регионален развој за престојниот 5-годишен период. Во новата програма треба да бидат представени сите приоритети, односно стратешки цели за регионот, што за да се одредат, неопходно ќе биде меѓусебно договарање и консензус. Затоа, преку работилници ќе се бараат најважните проекти што треба да се реализираат. Првата таква работилница веќе се одржа во Штип, а според Драгица Здравева, раководител на Центарот за развој на источниот регион, ќе има вкупно 6, на кои преку интерактивен пристап заеднички ќе бидат утврдени проектите што треба да се реализираат. Ќе ги утврдиме приоритетите и целите во наредниот 5-годишен период, на база на кој понатаму Центарот во координација со општините, со бизнис секторот, со невладините организации и останатите стейкхолдери во регионот ќе работи на давање на предлог проекти кои што би се финансирани во наредниот 5-годишен период од националниот буџет и останатите програми кои што се финансирани преку европските фондови. Работилниците ќе се организираат според тематски области и на истите ќе учествуваат релевантни представници од единиците на локална самоуправа, од бизнис секторот, од невладините организации, од јавните претпријатија и од министерствата. На првата работилница веќе беа предложени дел од приоритетите за наредните 5 години. Значи, патната инфраструктура останува и понатаму како приоритет во наредниот 5-годишен период, руралниот развој и туризмот, странските инвестиции, социјалниот проблем, образованието, така да и понатаму како приоритети остануваат претходните 7 стратешки цели, сега групирани во 6 приоритетни области, меѓутоа верувајте дека ниту една област нема да биде подценета, него ќе работиме на имплементација на проекти од сите 6 области кои што се од интерес за источниот плански регион. Според Здравева, посебен интерес ќе се обрне на руралниот развој и социјалните прашања, односно на задржувањето на младото население во местата на живење. Тоа, заедно со решавањето на патната инфраструктура, се најважните проблеми што посебно се карактеристични за источниот регион. Конечно ќе се гради филтер станица во селото Крушево, каде долго време е загадена водата за пиење. Општината ќе го решава проблемот со водоснабдувањето и во селото Драгобраште. Општина Виница како приоритет за решавање го стави водоснабдувањето на дел од населените места Драгобраште и Крушево. Деновиве започнаа ископувањата за поврзување на водоводната линија во малото Чукарли со водоводот во село Крушево и изградба на филтер станица во селото како единствено решение за континуираната загаденост на водата. Според директорот Спасовски, целта е да се направи нова филтер станица која ќе ја прочистува водата во ова село и во останатите мала кои се снабдуваат од овој водовод и ќе добијат нова вода за пиење. Во летните периоди кога ќе бидат поврзани овие два система, ќе имат доволни количини за двете села Драгобраште и Крушево, и обратно во зима кога ќе имат доволни количини на вода во Крушево, тогаш нема да се употребуваат пумпите во Драгобраште, ќе се користи филтер станицата во село Крушево. Должината на оваа линија е околу 600 метри, а вкупната инвестиција на општината е околу 600.000 денари. Изведувач на работите е градежната фирма Пелагонија и Мако. Започна реализацијата на проектот за уредување на речниот слив на Морошка река. Со тоа ќе се спречат излевањата на реката, а ќе се разубави и селото Мородвис. Почетокот на април беше распишан тендер за изградба на речното корито на Морошка река. Средствата за реализација се добиени преку проектот за управување со речниот слив на река Брегалница и истиот чини 50.000 швајцарски франци од Швајцарската агенција за развој и 10.000 франци учество на општината. Градежните активности започна и за скоро време речното корито на Морошка река комплетно ќе биде изградено. Значи тие веќе се почнаа со припремите за воведување во работите, за да може да отпочне проектот да се изведува, така да со изведбата на овој проект очекуваме дека ќе се изврши уредување на речното корито, односно урбано уредување на
речното корито, бидејќи тоа поминува ни централниот дел на село Мородвис, меѓутоа исто така, значи и со самата регулација ќе се спречи понатаму да се случува ерозија на земјишето, меѓутоа исто така и наноси на земја, камени и друг материјал. Така да јас очекувам дека овој проект ќе биде реализиран во рок од 3 месеци, бидејќи така го потпишавме договорот. Изведувач на работите е фирмата Mint Engineering Доел Скопје, а надзор на проектот е Aqua Inc. од Штип. Должината на речното корито е околу 400 метри. Планирано е да биде во трапезна форма со широчина на дното од 1,5 метар, а горниот дел од 4,5 метри. На Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев се одржа првата меѓународна научна конференција на тема Обштествената промена во глобалниот свет. Над 150 научни трудови се пристигнати за конференцијата, на која во двата работни дена ќе се обработуваат околу 30 на теми. Научници и професори од околу 40 на земји во светот се учесници на првата научна конференција посветена на обштествените промени во светот, што ја организира Правниот факултет на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Тоа е признание за високошколската установа, која за релативно краток период од своето постоење успеа да концентрира знаење и искуство за да се зафати со барање решенија за теми кои имаат пошироко значење од доменот во кој работи. Добивме 125 трудови од 52 универзитети, имаме тројазичност, значи, на панелите, така да темата која што е, нели, обштествените промени во глобалниот свет се разгледува интердисциплинарно, кое што како пристап е современ пристап, и затоа имаме панели кои се однесуваат, нели, на економско обработување на материјата, правно, политиколошко, комуниколошко и образовно. И исто така мене ми е задоволство што ќе имаме можност да ја подобриме или пак да воспоставиме нова соработка со наши партнерски факултети, односно универзитети. На отворањето на конференцијата дојдоа и поголем број гости од научните институции во државата, меѓу кои и председателот на Македонската академија на науките и уметностите Владо Камбовски. Периодот на транзиција според мене е завршен. Поставени се основните темели на новото општество. Плуралистичко, демократско, владење на правото, правна држава. Сега треба да се размислува понатаму за иновативно, инклузивно општество, за интегрирано општество, за рефлексивно општество. Тоа е еден нов концепт кој од сите овие општества во транзиција го нуди, така да речем, го отвара Европската Унија, особено базичната програма Хоризонт 2020, каде што се поставени некои глобални ориентири за развојот на европските општества во целина. Сите учесници на првата научна конференција упатија честитки за смелоста на вработените на Правниот факултет да се зафатат со организација на ваков голем настан, што само ги отвора вратите за понатамошна соработка со сличните образовни институции од Европа и светот. Конференцијата продолжува и в петок со повеќе научни теми, меѓу кои миграционите процеси и глобализацијата, етничкиот идентитет во услови на глобализација со посебен осврт на македонскиот случај, како и за семејството и семејните вредности во глобалниот свет. Продолжува намалувањето на бројот на населението во источниот регион од државата. За само 3 месеци се родиле 130 лица помалку во однос на оние кои починале, што заедно со миграциите го става регионот меѓу најзагрозените според природниот прираст во државата. Негативен природен прираст за последните 3 месеци од оваа година е регистриран во сите општини во источниот плански регион, освен во соседните Штип и Зрновци. Според податоците од Државниот завод за статистика, најголема разлика во бројот меѓу родените и починатите лица има во Делчево, вкупно 31 лице, додека Кочани е во долниот дел на листата со 12 починати повеќе отколку родени. Од април до јуни во нашата општина се родиле 78, а починале 90 лица. Во уште поголема негатива се соседните Виница и Чешиново Облешево, каде негативниот природен прираст е приближно ист, 20, односно 19 лица. За истиот период во Зрновци се родиле 11 нови жители, а починале 6,
што значи дека е забележен позитивен тренд, кој од статистички аспект е само привремен, затоа што во претходниот период бил околу 0 или негативен. Само во Штип се родиле повеќе од колку што починале, а разликата е 21 лице. Веќе константа станува заклучокот дека истокот забрзано се празни поради негативниот прираст, на што се придодава и иселувањето на младото работоспособно население во другите региони во државата или пак во странство. Истовремено за истиот период забележан е и пат на бројот на склучени бракови, иако релативно намалување има и кај бројот на разводите. За само 3 месеци во Кочани биле склучени 36 брака, но истовремено правно раскинати се 16. Во Виница пак 26 пара го официализирале бракот, додека 3 се развеле. Во второто 3 месечие само еден брак бил склучен во Зрновци, а 7 во Чешиново Облешево. За овој период меѓу зрновјани немало ниту еден развод, а во другата соседна општина бил раскинат само еден брак. Учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов ја покажаа својата хуманост. Донираа стара облека, обувки и се што им е потребно на социјално загрозените семејства. Стара облека, обувки, постелнини и друго што е потребно на социјално загрозените семејства собраа учениците од 1 до 4 година во хуманитарна акција што ја организираат членовите на младинската организација од Лјупчо Сантов. Во акцијата, освен учениците, учествуваа и сите вработени и менаџерскиот тим. Ова сето што е денеска тука гледате собрано ќе го предадеме на невладината организација Благородна мисија, која што понатаму ќе увиди онаму каде што е потребно да биде предадено од нивна страна. Можам да ви најавам дека до крајот на годината сите вие ќе бидете сведоци на уште многу вакви хуманитарни акции организирани од страна на младинската организација при Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Одговорните од Благородна мисија им се заблагодарија на учениците и на сите што учествуваа во акцијата. Оваа донација е многу значајна за нас, особено за нашите корисници, бидејќи се наоѓаат нели во социјален ризик и ќе бидат употребени како што треба, нели. Ќе се обратат до нас и ќе се донира облеката кој што ќе е потребна. Во моментов тече проектот на заборавеното да му се даде душа, акција во која исто така се собираат стари работи кои им се потребни на социјално загрозените семејства. Сите што имаат потреба може да се обратат во Благородна мисија, додаде Ефтимова. Интензивно се работи на сликање на фреските во црквата Света Тројца во Мородвис. Сликар на истите е познатиот зоограф од Кочани Валентин Ѓурковиќ. Се уредува и дворот на црквата и наскоро ќе биде осветена. Откако завршија градежните активности внатрешното малтерисување, веднаш се започна со изработка на фреско живописот на црквата Света Тројца во Мородвис. Фреските ги слика познатиот зоограф Валентин Ѓурковиќ од Кочани, кој работи професионално и досега има сликано фрески на многу цркви и манастири, меѓу кои Лесновскиот. Има голем интерес за донирање на фреските од страна на граѓаните и нивното име и презиме е испишено на фреската. Зависно од големината, една фреска чини од 100 до 150 евра. Еве се задоволство ќе кажам дека започнавме со изработка на фреска живописот. Имавме привилегија да го добиеме најголемиот зоограф од нашите краишта, тоа е Валентин Ѓурковиќ, кој што голем дел исто така изработи од фреско живописот на Лесновскиот манастир. Тоа е овде, веќе работи на фреско живописот, добар дел веќе е изработен, така да јас очекувам дека за многу кратко време целосно ќе биде изработен фреско живописот и ќе можеме да пристапиме кон осветување на самата црква. Исто така паралелно на ова ние работиме на уредување на дворното место, на партнерното уредување, така да очекувам дека за многу кратко време исто така и уредувањето на дворот ќе биде завршено и со тоа ќе можеме црквата да пуштиме веќе во употреба. По завршување на овие ќе се работи на сликање на фреските на црквата Свети Климент Охридски во село Видовиште. Порачани се иконостасите и во текот на овој месец ќе бидат поставени и со тоа ќе бидат и комплетно опремени. Наскоро црквите ќе бидат осветени. Следува спортската информација. Двајца фудбалери на Осогово поканети во македонската аматерска репрезентација. Таа заминува на квалификацијски турнир што ќе се одржи во Полска.
Селекторот Добринко Илиевски Пижон повика 20 играчи од екипата на Осогово во аматерската фудбалска репрезентација на Македонија. Станува збор за голманот Петар Лазаров и напаѓачот Драган Паунов. Репрезентацијата веќе ги започна подготовките за квалификацијскиот турнир кој од 13 до 17 септември ќе се одржи во Полска во градот Легница во близина на Вроцлав. Во групата со Македонија се аматерските репрезентации на домакинот Полска, Франција и Романија. Аматерската репрезентација на Македонија, предводена од новиот селектор Добринко Илиевски, ги стартуваше своите активности во март преку првиот собир и одигрувањето на пријателскиот надпревар меѓу селекциите од играчи од источниот и јужниот регион кои се надпреваруваат во втората и третата домашна фудбалска лига. Дуелот кој беше всушност тестирање на играчи од екипите на Осогово, Беласица, Вардар Неготино, Слогавиница и Борец Велес заврши со победа на источниот регион од 2:0. Целта на аматерската селекција е да се откријат талентирани играчи, од кои поголемиот дел се млади и кои своите квалитети треба да ги докажуваат во иднина. Репрезентацијата на Македонија за Полска заминува в петок, а се враќа на 18 септември. Вестите завршија, следете и на веб страницата kanal8.mk. Довидување.